Јас имам мешано етничко потекло. Меѓу моите предци има албанци, турци, хрвати. Подлабоко во минатото моите предци влечат корени од Блискиот исток до Италија. Еден мој пријател, писател од Белгија, го нарече тоа салат Маседуан во една своја книга за Балканите. Цел живот сум обкружен со луѓе од најразлично потекло. Говорат на различни јазици, одат во различни храмови, некои се атеисти, некои верници, доаѓаат со различни навики, обичаи, од различни култури, слушаат различна музика. Го прошетав светот каде што луѓе од најразлични култури, етнички заедници и раси живеат и работат заедно. И тие своји разлики ги користат за да бидат подобри и поуспешни во својата работа и во својот живот. За секој од нив има повеќе можности кога живеат и работат во средини каде што има различни луѓе од различни култури кои говорат на различни јазици од различни раси. Мојот живот е исполнет со убавините на мешањето на луѓето од најразлични потекла. Секој ден учам нешто ново. Секој ден учам како да се ставам во чевлите на другиот со различно потекло. Како да му помогнам. Како да добијам некое ново знаење од тој другиот човек со друго потекло, со различно потекло. Учам како да ја разберам маката на другиот, за да помогнам. Учам да ја разберам среќата на другиот, за да можам да се придружам кон таа среќа. Тоа се луѓе кои се различни, кои имаат различни обичаи, различни култури, говорат различно, се однесуваат различно, доаѓаат од различни места низ историјата, за да се спојат во една убава, богата заедница во која секој од секого може да научи, да добие и да даде по нешто. Човек што знае, учи и дознава за другите луѓе, за луѓето од различни култури, од различни заедници, од различни вери, тој е слободен човек. Таков човек има повеќе можности да постигне успех, да ги надмине предизвиците во животот, да им помогне на другите луѓе. Таков човек може полесно и почовечно да живее, да се задржи на висините на човечноста. Низ лични примери и животни искуства како мои, така и на другите луѓе, научив дека всушност не постојат разлики и граници меѓу луѓето, туку само можности за збогатување. Збогатување на духот, збогатување во секоја смисла на зборот. Секој од нас длабоко во себе носи една топла човечка насмевка и радост на постоењето. Топлината и човечноста е иста кај сите нас. Само треба да ја откриеме. За мене ѕидовите се врати кон непознатото. Ако незнаењето е ѕид, тогаш знаењето, запознавањето меѓу луѓето се портите кон убавината. Убавината на постоењето, убавината на тоа да се биде човек. Разликите меѓу луѓето се како брегови на континенти кои уште не сме ги откриле. Затоа треба да запловиме и да ги откриваме тие нови континенти. Секој човек е нов континент. Од каде и да доаѓа, каков и да е, со какво потекло и да е. Тоа е еден нов, убав континент кој можеме да го запознаеме, во кој можеме да живееме, да се населиме и тој да се насели кај нас. Со почитувањето на различностите меѓу луѓето и заедниците, секој ден го правиме овој свет подобар и за идните генерации. Секој ден имаме шанса да направиме нешто добро. Секој ден имаме шанса да промениме нешто во светот. Направи промена. Почитувај ги различностите. Здраво! Во наредните минути ќе се обидеме заедно со моите колешки и колеги од Цивил да ги представиме сите наши чекори кои ги изодевме заедно во иницијативата минатата година Обединети во различностите, а оваа година со Направи разлика, почитувај ги различностите, за тоа како ние се обидовме во соработка со интелектуалци и уметници, со новинарки и новинари, со граѓанки и граѓани, активисти во граѓанското општество, да ги представиме нашите гледишта, нашите дилеми, нашите соништа, нашите надежи и нашите сознанија за тоа како
ние го промовираме, како го живееме мултикултурализмот, како ги доживуваме различностите и како тие го збогатуваат нашиот живот. Во европските вредности кои ние ги негуваме и ги промовираме и ги практикуваме насекаде или се обидуваме да ги убедиме другите дека таму е нашата иднина, дека ние сме дел од Европа, ние всушност се обидовме и да ги сплотиме сите заедно во еден мозаик во кој различностите ги гледавме од сите различни можни агли. Тоа што ние се обидовме да го направиме во овие изминати 2 години, со десетици и десетици различни соговорнички и соговорници, мислам дека е еден драгоцен материјал за јавноста, драгоцен материјал за сите што сакаат да видат онаа другата страна, каде што животот тече и тече низ почитување, низ живење, низ различностите, низ различните култури, низ различните ставови, правци, ориентации и така натаму. Направи разлика, почитувајќи различностите, влезе во детали, во она што се нарекува почитување на различностите во секојдневието. Се обидовме на различни начини да го прикажеме богатството на различностите, на мултикултуралноста во ова општество во економијата, во културниот живот, во општествениот живот, во граѓанското општество, во политиката. Тоа што Цивил мислам дека го направи во изминатите 2 години низ овој проект кој го помогна Луксембург, големото војводство Луксембург, се обидовме да го зграпчиме јавното внимание преку видео и текстови во кои зборувавме за различностите, зборувавме за најразличните аспекти на тоа како различностите, мултикултурализмот во нашето општество носи богатство за нашите животи, носи иднина за нашето општество, за државата, а се разбира и за регионот. Тоа што во нашите обиди да ги опишеме различните аспекти, да ги прифатиме, да ги разгледаме, да ги видиме, да ги прочитаме различните ставови, е всушност дел од она што Цивил го прави веќе 22 години, колку што наврши оваа година. И се разбира, е дел од стратегиите, од програмите, меѓутоа дел е од живењето на секој поединец, кој е дел од екипата на Цивил. И се разбира сите што гравитираат околу оваа организација за човекови права. Тоа што оваа година и минатата година го овозможи Министерството за надворешни работи и европски прашања на големото војводство Луксембург е само едно збогатување, еден поттик повеќе, едно охрабрување за нашата организација и за сите наши поддржувачи, за членовите, за соработниците, за сите граѓанки и граѓани да се обидеме да го погледнеме тоа што подразбираат различностите во секојдневниот живот. Интелектуалци, уметници, новинари, активистки и активисти во граѓанското општество, новинарки и новинари, уредници, граѓанки и граѓани на улиците. Сите зборуваат практично во еден глас за различностите, дека тие представуваат богатство, а не проклетство. Како што се разбира, одредени структури се обидуваат тоа да го прикажат. Имавме големи предизвици, се разбира, почнувајќи од COVID-19, завршувајќи со дилемите околу тоа како понатаму, како подлабоко, како побогато да го презентираме овој проект, оваа наша иницијатива пред граѓанките и граѓаните, пред нашата публика и се разбира пред светот. Се разбира дека имавме и многу среќни и весели моменти, имавме многу хумор по пат, имавме смешни ситуации, често знаевме и да заборавиме нешто, иако беше тоа многу очигледно. Меѓутоа, се заедно тоа е едно наше заедничко патување во кое уште еднаш погледнавме со свежи очи на сите можни аспекти кои зборуваат за
тоа дека мултикултуралното, негувањето на мултикултуралноста, мултикултурното општество може да носи многу предизвици, зависно од тоа како изгледаат економско-политичките, социјалните состојби во општеството и во регионот, меѓутоа исто така го гледавме и како одлична можност. Би рекол, многу повеќе го гледавме како одлична можност за тоа како да го збогатиме нашето живење, како да станеме поуспешни. Еве, ќе ви дадам еден пример од она што многу е популарно во последно време да се зборува, а тоа е во доменот на економијата и бизнисот. Оној бизнис во кој се негуваат различностите, каде што луѓето од најразлични заедници стануваат дел од една компанија или од еден бизнис потфат. Тие компании имаат многу повеќе шанси на пазарот, имаат многу повеќе шанси да пласираат своји производи во повеќе заедници на различни начини, заради тоа што ги разбираат тие заедници каде што одат да го продадат својот производ или да ја дадат својата услуга. Без да ги разберете различните заедници, без да се обидете да ги гледате во нивното единство, вие само успевате да останете еден осамен остров кој полека ќе почнат да го забораваат сите или пак дури може и да пречи во некој момент од секојдневието или во некој процес. Нашите соговорнички и соговорници доаѓаат од најразлични заедници, со различна возраст, со различни професионални и други ориентации, определби и позадини. Тие во најголем дел зборуваа за своите лични животни искуства, за тоа како живееле во општество или пак заедница, или пак во мало, или било каков друг облик на организирање и организирано живење или работење, каде што различностите се гледале на секој чекор. И како тие ги надминувале разликите и како живееле со почитување едни на други. Тие зборуваа за тоа како се чувствуваат, како успеале да ги надминат сопствените предрасуди во некои случаи, а се разбира на тој начин со личен пример можат да служат како показател за понатаму. Нема ниту еден соговорник или соговорничка со кој ние разговаравме во кој може да се забележи некоја негативна енергија. Лошите спомени добро е да се помнат доколку тие ни служат како некаков показател за тоа како понатаму. Нашите соговорнички и соговорници исто така зборуваа за своите пораки, за своите погледи на тоа како треба да одиме понатаму заедно, низ различностите, низ почитување на различностите. Впрочем, најголем дел од нив има очигледно и професионално, меѓутоа и човечко искуство во почитување на човековите права и слободи. Впрочем, за тоа сите ние изборуваме, но и действуваме низ нашиот професионален или приватен живот, за да можеме да им дадеме некаков нов квалитет на работите, нов квалитет на секојдневието и да погледнеме во иднината со јасно определени ставови и со јасно определена концепција што сакаме да постигнеме и како да го постигнеме тоа. Со моите колешки и колеги успеавме да допреме до најразлични луѓе кои секој во својата област или во својата заедница представува некој и нешто. Со овој проект успеваме да влеземе во секоја заедница со најразлични ставови и гледешта. Не е во прашање да зборуваме сите за истата работа на ист начин. Напротив, за различностите најдобро е да се зборува од сите можни аспекти со почитување на секој индивидуален став. И мислам дека тоа постигнавме да го направиме, успеавме да го прикажеме сиот колорит на нашето општество низ нашите соговорнички и соговорници. Да видиме како тоа изгледа. Бидејќи јас сум растена во мултиетничко семејство, дедо ми беше турчин, баба ми е влаинка. И ние имаме многу убава река во центарот на градот, како и што многу други градови ги имаат овие реки.
граѓаните направија една хармонија живејќи со покрај реката со децени. Мислам дека ова метафора може да се користи за нашите сограѓани. Не гледам зошто токму тие разлики во однос на етничката или верската и национална припадност и мноштвото на култури кои виреат во нашето општество треба да бидат проклетство кога може на нив да се гледа како на екзотика. Една потреба, еден порив да се истражува во нов, неоткриен свет кој само ќе придонесе за живописноста на животот кој тука го делиме сите меѓусебно. Vendi jonë është një replik e asaj që është Evropa. Andej nga jemi nisur, atë veç më jemi. Evropa është një konglomerat popujsh, një konglomerat kulturash, një konglomerat traditash, i cili pati sfida shumë të mëdha në histori, lufta ndër veti, shumë viktima dhe gjeti rrugdaljen nga kjo situatë dhe tani është një strukturë e cila është bashk dhe e cila hapëron drejt një ardhmërie më të mirë për të gjithë popujt që jetojnë në Evropë. Различностите се огромно богатство на нашата земја. Мислам дека тоа е огромно богатство затоа што низ векови они дали имале среќа, дали биле толку мудри и паметни, успеле да го сочуваат она што е најдрагоцено, она што е нивни етникум, она што е нивна култура, јазик, обичаи. Секој етникум, почитувајќи ги другите, успел да остане свој. Под исто сонце сме, под исто Господ сме. Само Господ што делил, значи, ти си турчинка, јас сум турчинка, ти си македонка, а исти Господ на сите ние. И сакам се, значи, до крај така да биде сите заедно. Јас никако не разделувам. И нивните така да бидат. Јас сум Џамбо Агушев, почитувајте ги различностите. Бидејќи јас сум растена во мултиетничко семејство, дедо ми беше турчин, баба ми е влаинка и живеевме во место во Неготино каде што ние бевме единствените. Значи, мислам дека дедо ми беше единствениот турчин и во тој период, иако мислам ние бевме многу почитувано семејство, секогаш сме биле, тој беше судија, баба ми беше професорка, секогаш бев свесна за тоа дека не гледаат на поинаков начин. Но од аспект на тоа како ние дома комунициравме, како сум воспитана да тоа, значи, апсолутно не е важно што си туку, да ме воспитава да бидам добар човек. Значи човекот се дели само на добар и на лош. И дома не се зборуваше за религија, не се зборуваше дека сме различни. Мене ми беше тоа сосема нормално. Сето дека не излегов на улица и мислам фигуративно, нели? И погледнав дека всушност тоа не е толку нормално во нашето општество. Јас моето воспитување во такво семејство го сметам за благослов, затоа што мислам дека тоа е голем дел од она што сум јас денес. А тоа е дека јас најпрво сум човек. И само на тој начин ги делам луѓето. Би сакала да можеа повеќето луѓе да бидат воспитувани на тој начин, бидејќи верувајте дека тоа е навистина едно поинакво нешто, значи те прави да престанеш да гледаш со предрасуди, те прави да престанеш да ги гледаш луѓето албанец, турчин, влав, знаеш, па одма тука, овие се такви, значи немаш таков, во комуникацијата го немаш тоа. Јас сум од Струга и ние имаме многу убава река во центарот на градот, како и што многу други градови ги имаат овие реки. Граѓаните направија една хармонија живејќи со покрај реката со децени. Мислам дека ова метафора може да се користи за нашите сограѓани. Луѓето во Македонија треба да живеат едни со други, не едни покрај други. И иднината е во наоѓање на една хармонија која ќе ствара по-позитивна и по-светла иднина за сите нас. Основата на европското право е основано на хуманоска, на тоа што ги држи нацијите да функционира заедно во тие вредности, иако со години војувале една
со друга во Европската Унија или во таа територија. А најпоголеми вредности од хуманите вредности не постојат во оваа земја и ние треба да сватиме како битија дека сме дел од природата и не сме центар од овој универзум. Испитувана сум како дете од мало, јас нација не делам и богатство не тражам. Богатството тука ќе оставиме. Битно е човечанството да бидеме блиско, да се споиме вака што е. Пошто јас, Сузана е македонка, јас сум турчинка, ама многу добро разберем се с неја. Исто како да ми е сестра. Јас никога ни делам албанци, ни македонци, ни роми, ни бошнаци, ни власти. Сум живеел со разни национални нации. До сега не сум имал проблеми ништо. Ден денеска немам и така ќе останам до крај. Различностите се огромно богатство на нашата земја. Како што знаеме, Македонија низ векови била крстопат на разни војски, на разни трговски патишта и ден денес е тоа. Мислам дека тоа е огромно богатство затоа што низ векови они дали имале среќа, дали биле толку мудри и паметни, успеле да го сочуваат она што е најдрагоцено, она што е нивни етникум, она што е нивна култура, јазик, обичаи. Секој етникум, почитувајќи ги другите, успеал да остане свој и да биде дел од едно такво заедничко општество во една таква хармонија. Има и други мислења, се разбира дека тоа може да биде и проклетство на едно општество, но јас не се согласувам со тоа. Мислам дека секако обид на мајоризација или на воспоставување на некој можеме да кажеме и вештачки ред на доминација на мнозинството води во едно друго поле кое што мене не ми се допаѓа, кое што никогаш и не било не водело во некаква светла иднина. Само почитувањето на различностите, само правење таква една разлика може да создаде една хармонична заедница каде што секој поединец кој ќе се чувствува слободен, каде што се почитуваат неговите права, може да го даде својот максимум, својот придонес во таа заедница. Vendi jon është një replik e asaj që është Evropa. Andej nga jemi nisur, atë veç më jemi. Evropa është një konglomerat popujsh, një konglomerat kulturash, një konglomerat traditash, i cili pati sfida shumë të mëdha në histori, lufta ndër veti, shumë viktima dhe gjeti rrugdaljen nga kjo situatë dhe tani është një strukturë e cila është bashk dhe e cila hapëron drejt një ardhmërie më të mirë për të gjithë popujt që jetojnë në Evropë. Po të njëjtën, si të themi, fat e kishte edhe Maqedonia e Veriut, e cila doli nga një vorbull e konflikteve dhe, si të themi, mos marrëveshje mes popujve të ndryshëm dhe etnive të ndryshme, kulturave të ndryshme që jetojnë në Maqedoninë e Veriut dhe tash po hapëron drejt Evropës. Në këtë kuptim mendoj se Maqedonia e Veriut e ka fatin që të jetë replik e asaj nga është nisur. Konglomerat i popujve, i kulturave, traditave të ndryshme, të cilat krijojnë një thesar të bukur dhe të veçantë. Për këtë mund të them se duhet të jemi krenar për atë që jemi, t'ja dim vlerën asaj që jemi, ta ruajmë atë që e kemi dhe të rrugtojmë me, si të themi, me kokën lart dhe ball hapur drejt Evropës. Реалноста е сепак дека се уште помеѓу мојата генерација, но и помеѓу помладите, постои еден национал шовинистички амбиент кој од време на време доаѓа до израз. И не гледам зошто токму тие разлики во однос на етничката или верската и национална припадност и мноштвото на култури кои виреат во нашето општество треба да бидат проклетство кога може на нив да се гледа како на екзотика. Една потреба, еден порив да се истражува во нов, неоткриен свет кој само ќе придонесе за живописноста на животот кој тука го делиме сите меѓусебно. Токму музиката, например, или филозофијата и на крајот и спортот
е еден најдобар пример и најсилното оружје во борбата за почитување на тие различности, затоа што токму, например, во музичките дела или делата на филозофијата се содржани сите мудрости на светот, каде што не постои воопшто простор за правење на никакви граници, а не особено граници кои се темелат на верата или на етничката припадност. Различностите се богато во нашата држава, бидејќи имаме ние соживот со нашите граѓани. Еве како личен пример, јас каде и да настапам со мојот оркестар, имам од различните нации публика во мојот концерт. Значи, како што има низ цел свет мултиетничка, значи има тоа големо почитување на сите нации во цел свет, исто така сакам да има и во Македонија, исто да има уште на поголемо ниво да се почитуваме и да се сакаме во Македонија. Јас соработувам со Бугарија, со Франција, со низ цел свет, со сите нации. Ова е најдобар пример за сите, што соработувам со различните нации од цел свет. Сакам да имаме повеќе љубов, нека ли омраза во државата. Направете разлика, почитувајте ги различностите. Како што знаете, се вика вториот дел од нашата иницијатива, која ја започнавме и минатата година ова време. Сметам дека еден од најважните концепти за почитување и на различностите и на мултикултуралноста во нашето општество и во секој општество е концептот на толеранција. Толеранцијата не е како што многумина сметаат да се толерира нешто во просто кажано да се истолерира нешто што е лошо, туку да се толерираат нови идеи што доаѓаат од нови луѓе, различни од вас, различни по култура, различни по идеологија и така натаму. Како би можеле подобро да ги поттикнеме луѓето да се толерираат меѓу себе, значи да си ги толерираат своите различности. Сметам дека тоа треба да се започне од најмали нозе. Родителите, например, децата треба да ги учат на толеранција во смисла на тоа дека секое дете треба да се научи, да се привикнува во текот на своето развивање, ментално, психичко и секакво, дека околу тоа дете постојат различни други дечиња што говорат на поинаков јазик, можеби и не, што говорат на поинаков дијалект на истиот јазик, па да бидат потолерантни во смисла на препознавање на да речеме тој дијалект или тој другиот јазик. Исто така е важно кај децата да се развие инстинктот. Зошто велам кај децата? Затоа што од најмали нозе од семејството почнува да се негува концептот на толеранција. Што повеќе запознавање меѓу младите од најрана возраст, што повеќе поттикнување на љубопитноста кај младите и кај малите дечиња, придонесува кон зајакнување на концептот, нашиот многу убав мултикултурен концепт на општеството. Јас сум израснат во едно такво мултикултурално општество во Чаир на зградата Струмичка број 12, која навистина представуваше едно мултикултурално општество во целост. Значи тука имаше припадници на можеби на сите нации и националности во тоа време во тогашна Југославија. Значи ние пред зграда уште како деца во детските игри фудбал дека игравме, зборавме на еден, може да го наречам есперанто наш. Значи тоа беше мешавина од македонски, турски, албански, и докато игравме фудбал често знаевме да ги употребуваме сите тие зборови. Со Сашо, Орхан, Башким, Африм, Гоце, Диме, тоа беше зградата во која што јас израснав. Председателка на зградата ни беше тетка Супија, која сите вика
председателка, јас како мал, тогашните вести која ќе дава некој совир на председател, секојаш ја барав тетка супа да ја видам. Така да, ние фактички што тогаш живеевме во едно општество за сите, кое сега владата го турка тој проект, што е добро да конечно и другите во другите делови од земја конечно сите да сватат дека тоа е начинот на кој што треба да функционираме ние во нашето општество. И да се пружи еднаква шанса на сите, како што впрочем и во универзалната декларација на Обединетите нации за човекови права се вели дека сите се родени еднакви и сите треба да ги уживаат истите права, да имаат право на слобода на говор, на образование, на вероисповест без разлика на вера, пол, нација, сексуално убедување. Меѓутоа, не треба да се заборави дека и во изразувањето на своите прави и слободи луѓето имаат и обврски кон заедницата, односно своите прави и слободи не треба со своите прави и слободи не треба да ги загрозуваат туѓите прави и слободи, односно правата и слободите на другите луѓе во заедницата. Пред се негувањето на различностите подразбира тежнење кон почитување и прифаќање на секој индивидуалец сам по себе, меѓутоа и како дел од заедницата, каде што се признаени индивидуалните разлики. Оттаму, кога зборуваме за различностите во политиката, подразбираме дека секоја влада, политичките партии и заедниците ќе тежнат кон ваквото признавање и негување на различностите. Политичката разновидност е систем кој што им гарантира подеднаква вклученост на сите граѓани во носењето на одлуките кои што влијаат врз градење на нивниот социјален, економски и општествен живот. Политичката разновидност им овозможува тие да бидат дел од репрезентативното управување како активни учесници, а не како пасивни посматрачи. На некој начин политичката разновидност би требало да придонесе кон развивање на инклузијата и почитување на различностите, односно прифаќање на различни традиции, идеи и култури, кои што ќе градат едно силно, прогресивно и среќно општество, кое што ќе може да се соочи со сите предизвици на современиот свет, оние што со сегашните, меѓутоа и оние кои што ќе ги донесе иднината. Со проектот направи разлика почитувајќи различностите. Всушност откривме дека сите луѓе на некој начин се различни и односно ги уживаат истите права. Свативме дека пораките сите кои што ги упатуваат се соживот, заедништво, без разлика од која етничка, верска, религиозна, навивачка или било каква група доаѓаат, тие всушност сакаат соживот, сакаат да бидат видени, слушнати. Нивните пораки сакаат да стигнат до што поголем број на граѓани. Не сакаат еднобојност. Колку и тоа да звучи кога ќе гледаме од страна дека тие се затворени во еден свој круг, всушност не е така. Пораката сака да стигне до сите. Еве ќе дадам еден пример, додека го снимавме музичарот Џамбо Агушев, прво беше тешко да го добиеме. Затоа што цело време беше негде надвор од државата. Не зборуваме надвор од во покрај тоа дека беше во регионот, тој беше повеќе и во Европа. Моментот кога стигнавме да го добиеме е само што туку се вратил дека ја добил наградата за ромски крал на музиката во Бугарија. Што е интересно тоа дека Бугарија му дава награда за ромски крал на музиката, а тој е наш македонец, односно од Македонија. Моментот кога го добивме, неговите зборови беа дека неговата музика, кај и да отиде, соединува, без разлика кој од која етничка група доаѓа, кој од која боја на кожа има. Сите играат, се веселат и тоа беше неговата порака, дека неговата труба всушност ги зближува и ги соединува граѓаните без разлика кој се. Тоа беше неговата различност. Различноста е неговата труба. Моментот кога сакавме да ја пренесе неговата порака да се почитуваат различностите, најлесно му беше да каже, абе,
трубата ми е во кола да отидам да ја земам и за тоа да исвирам нешто и да ја кажам мојата порака преку мојата труба. Кога започнавме со проектот Обединети во различноста, наидовме на говор на омраза на социјалните мрежи. Нашите активисти кои што пренесуваа пораката за обединетост беа нападнати. Тоа можеше да се забележи дека дури оркестрирано од одредени националисти. Како поминуваше времето, таа националистичка реторика се помалце и помалце се забележуваше. На проектот направи разлика, почитувајќи различностите, националистички пораки дури и не се ни забележуваа. Такви ги немаше. Пораките стигнаа до граѓаните дека само обединети може да живееме сплотено и во мир и во соживот. Мојата порака е на националистичкиот наратив, на националистичките пораки не треба да се возврати исто така со националистички наратив и националистички пораки. Развојот на мултикултурно општество, мултиконфесионално општество е многу битен за една општествена заедница, пред се поради тоа што развојот на мултикултурализмот на некој начин диктира уствари и развојот на општеството, развојот на општествениот поредок. Меѓутоа, многу често се случува, тој пример го имавме и кај нас, да монокултуралисти на некој начин се обидуваат да изградат мултикултурно општество. Тој пример го имавме ние доскоро, да кажеме до пред неколку години, кога одредени структури кои што декларативно се залагаа за мултикултура, за мултиконфесионалност, за мултиетничко општество, всушност се однесува монокултуралистички, па на некој начин оградуваа простори на одредените етнички, заеднички, одредени конфесионални средини со изградба на цркви, дури дава и помпезни изјави дека имат право со своите некакви верски или етнички символи да го ограничат просторот. На тој начин практично го гушевме мултикултурализмот и не дозволувавме да се развие општеството во оној правец во кој би требало да се развие. А традиционално Македонија е мултикултурна, мултиконфесионална и мултинационална држава во која тој системот на изградба и на меѓусобната доверба мора да се негува и да се негува многу внимателно. Значи не сме да се оди од една во друга крајност, затоа што доколку преминеме во крајности, онда доаѓаме до системот на сегрегација, кој што сега тренутно се обидуваме да на некој начин да го решиме тој проблем. Моите најдобри соработници во институцијата во која работам се Енис, Сабина, Ристе, Билјана и тоа е богатството со кое сум секојдневно обкружен и соработуваме и се трудиме сите максимално да направиме најдобри културни продукти за нашиот град. Тоа е нешто што не одликува и тоа што не држи заедно како општество и мислам дека само така можеме да тргнеме напред. Сето она друго што е раздвојување и надвор од контекст вадење на целата и непочитување на човековите права, на различностите, па ако кажеме слободата на говор и сето тоа, можеме само да имаме да добиеме лоши, негативни појави во нашето општество. А сето оно друго што ви го напоменав, соработката помеѓу овие луѓе што ми се секојдневие во мојата институција или во институцијата која ја представува нешто за кое сум гор секојдневно и сум ретко среќен да имам можност да работам со таква група на луѓе и да сакаат да направиме нешто заеднички што ќе остави белег за овој град. Јас би дала пример на нашето здружение, каде што не постојат различности помеѓу нашите членови, нашите активисти, затоа што сите се залагаат за едно прашање, односно прашањето на правата на лицата со попреченост, без оглед на нивниот пол, без оглед на нивната возраст, без оглед на нивната националност, култура, верска определба или други постоечки разлики. А сепак тука се и сите луѓе со сите видови на попреченост и нивните семејства, пријатели, другари, но и професионалци кои придонесуваат понатаму да борбата за правата на лицата со попреченост да биде поголема. Разликите допринесуваат да се споиме заедно, да се залагаме заедно во однос на нешто за што сме дискриминирани или обесправени, каде што нашите права се ограничени или оневозможени, никој сам, ниту
без некоја разлика не успеал да дојде до целта. Мојата порака до граѓаните е направи разлика, не гледај ја попреченоста, почитувај различноста. Мојата реалност, од кога сум живеел во зграда каде сме имале неколку националности. Сме имале албанци, македонци нормално, но сме имали бошњаци, сме имали и срби, сме имали хрвати, и македонци, муслимани или трбеши, како ги викам, или се само така се чувствуваат, и буквално не сум имал проблем во тоа да се дружам или да тераме некој соживот во тоа што за нас било најголемата, да кажеме, институција или најважната институција, нашиот дом. Македонија е една прекрасна земја во која не само народите кои што се веќе познати во преамбулата живеат многу различни народи и народности, истите функционираат, се мешаат, имаме мешани бракови, мешани населби, мешани градови и сето тоа е еден прекрасен колорит на различитости кои што ние во една уличка можеме да знаеме за сите празници, за сите култури, за сите нации и мислам дека тоа е една предност и една благодет која имаме ние како жители на Република Северна Македонија, која што како искуство го пренесуваме и на другите земји во регионот и каде што кажуваме дека можеме да живееме заедно едни со други и да унапредуваме општеството во кое што живееме. Различитостите се почитуваат и да се унапредуваат за тоа да постигнеме едно општество каде што сите ќе бидеме еднакви со своји достоинства и со своји права, каде што слободно ќе си ги манифестираме сите различитости кои што ги поседуваме. Моето најголемо богатство е да знам повеќе јазици и да ги разберам различностите од сите други заедници, без разлика дали е албанец, дали е ром, дали е турчин, дали е влах, дали е македонец, да имаме соживот. Јас знам турски, ромски, македонски, да не думаме тие бивши републики што се како се српски, хрватски, не нашиот сосед бугарски, тие јазици малку, германски. И ја ги разликувам во две класи луѓето. Човек и не човек. Мислам дека е богатство за нашата земја, дека имаме повеќе култури, повеќе религии, различни етнички групи, бидејќи секој ден се повеќе и повеќе луѓе се запознаваат тука и помалку омраза се дели, повеќе љубов, повеќе учат луѓе за различни религии, за различни етнички групи, за култура и така натаму и тоа ни помага да научиме исто за светот и за нашиот во Македонија и за целиот свет околу нас. И попозитивно да ги гледаме сите други луѓе. Богатството е во душата. Тоа постанува со раѓањето и со воспитувањето од страна на родителите. А покрај тоа и општеството, околината, како ги дава условите за живот, така го креира и богатството. На комуникација, доверба, значи самопомош, хармонизиран позитивен живот, почитување на религиски и можам да кажам и регуларни средби, состаноци, болести. Значи поделба на сето она што е човечно. Потребни се личности, личности со респект, со добрина и личности кои ќе шират љубов. Јас сум европеец, но јас сум македонец, но од друга страна, јас сум роден ром од татко ром и мајка ромка. Ама меѓутоа, јас се гордеам што сум дел од оваа земја, од оваа парче на земја и кај да одам, ќе се борам. Се борам и ќе се борам. И затоа мислам дека надежта последна умира. Не треба луѓето да заборават. Треба да се надеваме и да веруваме во подобро утре каде еднаквоста и меѓу културниот концепт ќе добие вредност како што одредена некоја хит песна со векови живее. Така и душата наша треба да биде отворена и позитивна. Да се надеваме на побо.
Бидејќи имаме една такво шаренило и такво изобилство на различни луѓе, тоа е реткост и навистина треба да го негуваме и да се грижиме за него. Вакви иницијативи шират љубов и се против омраза, а јас секогаш сум на страната на љубовта и на страната на различностите, бидејќи сметам дека тоа го прави светот да изгледа пошарен и поубав. И мојот свет е таков и јас сакам да живеам во таков свет, така што секогаш ќе бидам дел од едни вакви иницијативи. Без разлика на нашите различности, ние во сршта сме еднакви. Затоа треба да се почитуваме. Различностите секогаш и во секоја држава сметаме дека се повеќе богатство отколку проклетство. Се зависи и од луѓето, од секоја индивидуа посебно. Во секој случај, секоја држава каде што различности има повеќе, може и повеќе и да напредува, затоа што секоја различно мислење, секој различен став доведува до повеќе размислување, до повеќе толеранција и така можат сите општества да одат само напред. Секој за останување, секоја зачмаеност води повеќе до застој на било кое општество. Нема општество во кое што нема различности да може да оди напред и да може да напредува. Различностите се тие што не водат напред, секоја различна мисла, секој различен став води до диалог, води до разговор на различна тема и со тоа може само да се дојде до нови размислувања и може да се оди напред. Ја имам другари, да речеме албанци, босанци, со кои се знам со години. Утре, задутре, кога ќе дојдат избори, ние да не гледаме кој е од која националност или од која партија, само како политичари и за него да гласаме. Јас ќе гласам, да речеме, за некој албански политичар. Тој е мој. Од нашава татковина. И ние заедно со нив ќе влеземе и во Европската унија, бидејќи како што ги гледам како разговараат, со каква сериозност, многу од албански политичари ја влечат Македонија напред. Откако дојда коалициите различни, ние отидовме многу повеќе современи во нашето живење од порано, да речеме, како што така да јас така гледам на тоа, не гледам инаку. Така ете и во песните им викам на децава да се сакаат сите меѓу себе, од сите бои и раси. Како може поинаку? Различностите кај нас се богатство, никако не може да бидат проклетство. Пример за тоа е на овошна салата. Ако имаме различни овошја во овошната салата, таа тогаш е поубава, богата, поразлична. Исто и обичните салати, например македонска салата, грчка салата, шопска салата. Ако имаме различни зеленчуци, таа е поубава, побогата. Исто и со луѓето, доколку во едно општество има различни етникуми, различни верски заедници, тоа општество е многу поубаво, побогато. Различностите кај нас треба да се навикнеме да ги користиме како културно наследство, како наследство на начинот на кој што живееле нашите предци. Се надевам дека помладите генерации тоа ќе го сватат како обврска, исто како што во Штип сме, како што ги наследуваат генерациите големата црква Свети Никола, ја наследуваат кадијанината џамија или овој камениот мост што го направи Хусам Един Паша. Сето тоа е наследство на различности кои доаѓаат од минатото. Многу лесно е да разговараш за идеолошки форми, да ги прокламираш како единство, а не знаеш да ги живееш. Полнотијата на животот, било верски, било културен, па и економски, зависи од индивидуалецот, како тоа го восприема и како тоа заедницата го прифаќа. Затоа, кога зборуваме за правата на човекот и на граѓанинот, тргнуваме од индивидуалните права, како микрокосмос, од индивидуалните права кои ги заштитуваме на секој, а во нив влегуваат и верските, и националните, и културните разлики, тогаш во заедницата се учиме, поштувајќи го поединецот, да ги почитуваме и разликите помеѓу заедниците. А ако се тргне од спротивната страна, да се примат заедниците со сите предрасуди и прифатени или предрасуди за правила, вредностни, негативности, тогаш ние имаме одредница кон колективитетот, а не кон поединецот. Поединецот пред се е човек, па подосна културно општествено битие. Ако така ги тргнеме и државата се грижи за заштита на индивидуалните права, тогаш колективните права се последица на прифаќањето на нашата разлика. Некој е машко
се родил како машко, друго е жена, во степенот на развиток бил дете. Сето тоа се различности кои треба да се почитуваат. Проблемот во нашава држава е што ги изместивме вредностите за почеток на квалификација на поединецот од колективитетот. Значи, имаме предрасуда дека некој поединец член на тој колективитет е таков. И му даваме карактеристики 60, 70, 80%. Го облажуваме тоа со неговата убава фаца, убавото зборење и така натаму и велиме, ама тој баш не е таков. Пред се прифаќајќи ги вредностите на колективитетот. Излезот или европскиот пат на сите балкански народи е правата на поединецо заедно со сето она што си го носи, нели? Подосна надградување на колективот, семејството е основна клетка на општеството, нели? Ама во семејството имаш 3, 4, 5, 6 члена кои се единки. Нема колективитет без единки. Ние да не заборавиме дека исто ја боли една мајка кога, не дај Боже, не среќа на незиното дете, без разлика на верска национална припадност, нели? На кој глас и на која боја се солзите? И кога се во љубов, и кога се во тага. Тие ги изнесуваат чувството на поединец. Ако така почнеме да си ги вреднуваме, во правниот смисол државата мора да изгради систем на почитување на основните човекови права. И готово. Република Северна Македонија историски и суштински секогаш била мултикултурно општество и тоа според мене представува сериозно богатство и сериозен потенцијал за развој на нашата и држава и нашето општество. За жал, од таа приказна дека различностите и мултикултурализмот е богатство, некако стана една обична фраза. Тоа би требало многу повеќе да го почитуваме во пракса, почнувајќи од секојдневието, понатаму дури до однесувањето на институциите. Сметам дека има доста поголем простор и доста поголем потенцијал сите видови на различности да станат да се стават во функција на развој на едно подобро и попросперитетно општество за секој граѓанин. Различностите во оваа земја може да бидат само богатство, а никако проклетство. Да се има различности во повеќе погледи на територијата на една земја, историски, во сегашноста и во иднината може да представува само богатство, да се биде дел од вакви иницијативи кои ја поддржуваат и ја промовираат различноста. За мене секогаш представувале потик и можност да се кажат убави зборови и да се испрати една порака дека заедно, сите кои што поседуваме некаква различност, можеме да ја направиме оваа земја да биде уште побаво место за живење. Ние, младите луѓе, треба да бидеме носители на промените во оваа земја и дека ние треба да ја направиме разликата токму почитувајќи ги различностите. Njerëzit duhet të mësojnë dallimet e tjetër kujt, që të njoftojnë atë persone dhe aspektet se si jeton personi. Besoj se me zhvillimin e teknologjisë dhe me rrjetet sociale, njerëzit kanë shumë ma shumë informacione dhe janë shumë më të njoftuar për preardhjen, për vlerat, për gjithçka që do të thotë një grupacion ose individ. Momentin kur I mësojmë dallimet, është zgjidhja jonë apo do të ndryshojmë në mendimet tona që I kena patur paraprake, apo do të vazhdojmë që ta mbajmë mendimin tonë. Diversiteti I kulturave vetëm mundën të na pasurojnë neve individualisht edhe si kolektivitete dhe besoj se janë pika që duhet edhe ma shumë të investohet, në të cilët ma shumë duhet të investohet, edhe për hir të asaj që komuniteti edhe shoqëria të funksionoje në mënyrë sa më të mirë edhe më të mirë fillt. Maqedonia është një vend I cili të gjitha dokumentet strategjike, gjithë kushtetutën, të gjitha ligjet duhet t'i bazojnë në këtë realitet multietnik dhe multigjuhësor dhe multifetar që e ka, sepse kjo është ato segmentet që sigurojnë një mirëqenie, që sigurojnë një rehati sociale dhe politike. Maqedonia viteve të fundit, këto 2 dekadat e fundit, mbase është pajtuar me një konstatim të tillë se pa I respektuar dallimet, nuk ka mirëqenie. Mbi gjitha kisha thënë se duhet më tepër të koncentrohet shoqëria në njohjen e njëri tjetrit, me qëllim që këto dallime t'i kemi si një bazë për ngritjen e një shoqërie më të
më inkluzive e cila do të jep e do të merr njëra me tjetra. Është një dilemë e madhe evropiane dhe botërore se a janë të suksesshme shoqëritë multietnike, shoqëritë me dallime të shumta. Diku ndoshta kanë edhe zgjidhje, po ne s'kemi zgjidhje, ne një realitet që është këtu në Maqedoni, është realitet i dallimeve dhe këto duhet t'i shfrytëzojmë dhe duhet t'i përkthejmë si anë të mira në gjithë jetën tonë. Duhet t'i ruajmë vlerat të cilat i kemi. Të drejtat e njeriut janë absolutisht prioritet për çdo shoqëri e cila don të jetë demokratike dhe e cila don të përparojë. Nuk ka përparim nëse në një shoqëri keni njerëz të cilët janë të pakënaqur me të drejtat e tyre dhe me realizimin e asaj që janë dhe asaj që duan të jenë. Mu për këtë shkak duhet t'i ruajmë këto vlera, t'i respektojmë maksimalisht të drejtat e njeriut dhe të tentojmë që të gjithë njerëzit që jetojnë në këtë shoqëri të ndjehen komod me gjendjen e tyre dhe të ndjehen krenar për atë se ku jetojnë dhe çka janë ata. Kjo është rruga e vetme drejt përparimit. Nuk ka përparim nëse ju jeni mirë ndërsa fqinjët tuaj janë keq. E ajo e keqe herdo kur do të vijë edhe drejt jush. Për atë shkak të ndihmojmë njëri me tjetrin, ta respektojmë njëri me tjetrin dhe të ecim bashkë përpara. Unë mendoj që ajo më e rëndësishmja për ne të rit është që i kemi tejkaluar barierat e gjuhës. Nëse në një kohë të kaluar nuk kanë mundur të merren vesh me njëri tjetrin, kanë pasur probleme të gjuhës, jo ti duhet ta flasësh gjuhën time, jo ti duhet ta flasësh gjuhën time. Ne sot si të ri kemi tejkaluar këto bariera, i flasim gjuhët e njëri tjetrit, e kuptojmë njëri tjetrin dhe e respektojmë gjuhën e njëri tjetrit. Unë do të kisha dashur të cek se shoqëria jonë nëse dallohet për diçka për së miri dhe nga aspekti pozitiv është që është e pasur me diversitet dhe është e pasur me shumë grupacione të ndryshme nga diversitete të ndryshme në këtë rast. E tash sa respektohen këta diversitete, fillimisht varet se si nga cili këndvështrim këto diversitete i shohim. Për arsye se diversitetet në vendin tonë mund të jenë në shumicën e rasteve edhe si pasuri pozitive dhe të cilat do duhet kultivohet dhe do duhet të nxjerrim mësim nga kulturat dhe nga backgroundet e ndryshme. Edhe ndarja në mes kulturave dhe në mes grupacioneve, komuniteteve në shoqëri vjen nga mosnjohja e tyre mes vete. Për arsye se në momentin e parë kur dy persona nga dy backgrounde të ndryshme, veç se bëjnë ata përvojë dhe elementet kulturore që i posedojnë ato, do të thonë këto pengesa dhe këto dallime veç se mo te kalohen. Ndërsa deri në atë moment kur ne nuk e njohim njëri tjetrin, krijojmë paragjykimet për grupin të caktuar, veprojmë ndoshta me akte diskriminuese ndaj tyre e kështu me radhë. Shoqëria jonë në Maqedoni është multikulturore dhe multietnike dhe kjo na bën të veçantë. Sepse ne më shpejt mund të përshtatemi, më shpejt mund të t'i pranojmë vlerat dhe më shpejt mund të krijojmë vlera për të ardhmen. Unë mendoj se ne duhet bashkëpunojmë më tepër si shoqëri me qëllim që t'i krijojmë ide Europës që ne jemi shumë pranë tyre, jemi si ato dhe kemi një bagazh të vjetër kulturore, historik, e cila nuk dallon nga ajo europiane. Bile është edhe më e pasur, por na duhet pak përkrahje që ne të barazohemi me to dhe ekonomikisht të barazohemi të jemi si ato. Нашето општество е, ако сакаме да го направиме, може да биде богатство од општество. Но ние најчесто, особено во децата како што се воспитани, во семејствата, од самиот почеток на нивното воспитување, па да кажеме дека голем процент се воспитани на тоа да ги гледаме луѓето различни. Кога тоа би можеле некако да го избричиме, тоа би било навистина прекрасно и тогаш би биле богатство од општество. Мислам дека нема ништо поважно од тоа човек да може слободно и гласно да каже се она што мисли и се она што е, без да се плаши при тоа дека нешто ќе му се случи, дека некој нешто ќе му направи, дека ќе биде навреден, дека ќе биде деградиран. Луѓето мислат дека се различни од другите. Значи, кога ќе сецирате едно човечко тело, анатомијата ќе ви покаже дека внатрешно сите сме апсолутно исти.
Многу ми е тешко што и во оваа 2021 година се уште различностите толку многу се потенцираат, наместо да одиме напред, ние некако се враќаме назад. Затоа мораме многу повеќе да зборуваме за тоа, значи да ги избришиме сите тие, бидејќи внатре во срцето сите ние најпрво сме луѓе. Горе-долу борбата е тешка во цел свет, дури не би рекол и цела Европа. Значи од една страна го имаме етнонационалистичкиот, екстремно десниот, популистичкиот блок, кој што е антимигрантски, ги нагласува сувереност, нагласува ексклузивни права на мнозинството, инсистира на монокултура и така натаму. Сите други ги смета за девијација од канонот на мнозинството, а тоа не е така. Сите граѓани имаат своји права, нели? И од друга страна е оваа друга агенда. Сега, во таа смисла, нели, морам да кажам дека сум горд што оваа влада од 2017 има активна политика, има активна стратегија со акциски план и има формирано најмалце 2 сложени владини тела и кои што се занимаваат со имплементацијата. Значи, тоа е битно, да цело време активностите се спроведуваат во реалниот живот и тековно, за да можат тие да дадат некои резултати. И сега видите, значи некои структурни ситуации самите создаваат поинаква слика. За разлика од пред 10 години, кога Артим Шакири даваше голови, а на стадионот вика клетите шиптари, нели вака или така. Значи, сега имаме обратна ситуација. Сега имаме еден мешан тим, не ги броиме дали се 5 или 6 или 7, меѓутоа, луѓето, тимот, интеркултурно, мултикултурно, цела Македонија таму дава голови на задоволството на сите и мислам дека сега никој не би се осмелил да го навредува спротивниот или да делува националистички на самите трибини, кога гледа дека сите, без разлика нели на својата различност, се залагаат за иста цел. Етничките групи треба да сватат дека се дел од ова општество, а не дека се центар на тоа општество. Позитивен пример би земал од самото мое семејство. Мојата ќерка сега оди во клубови кои се мултиетнички, која не беше реалност пред 20 години. Нема веќе клубови кои се поделени на етничка основа, но важно е за нив спортот, цртањето, тие активности што се важни и што им носат некакво задоволство на тие млади. Тоа е најдобар пример од мојот живот. Некој различува, да, богатство, ама мене се исто. Денеска имаме, утре немаме. Денеска немаме, утре ќе имаме, тоа е тоа. Под исто сонце сме, под исто Господ сме. Само Господ што делил, значи, ти си турчинка, јас сум турчинка, ти си македонка, а исти Господ на сите ние. И сакам се, значи, до крај така да биде сите заедно. Јас никако не разделувам. И нивните така да бидат. Што ќе доаѓаат и мали деца, и помлада генерација што е, исто да почитуват, како што јас кажувам. Тоа е најдоброто. По-добро ќе бидеме, поблиско ќе бидеме, да се чуваме се. Пошто од едни други ќе се научим. Јас од тебе, ти од мене, се од ден на ден, значи тоа се луѓето ќе имат доверба, разбирање, да нема вака, значи јас различувам и добри луѓе и лоши луѓе. Така сум се навикнал, од таква средина сум бил со разни луѓе. Пошто јас што почитуваше, ме однесе уште подалеко да одам. И таму истото луѓето многу почитувале. Не е тоа што се вика црна кожа има, бела кожа, ама срцето сите на исто начин. Тоа највише ми поврзуваше и луѓето многу ми почитуваше, ми поштувале исто. Во однос на еднаквоста, може би било добро да го отвориме тука и концептот на еднаквоста и праведноста. Значи, Правичноста. Така, правичноста. Значи, equality and equity го имаат, нели, во англискиот јазик. Кај нас е малку потешко да се преведе, меѓутоа најблизок термин е можеби правичноста во овој контекст. Значи, не знам, да, можеби еднаквоста е еден принцип, меѓутоа, што ако сме сите еднакви, нели, задолжително е образованието, но што ако
на некој дете треба да го пратиме во училиште, меѓутоа тоа немало што да јаде дента и претходниот ден немало. Дали тука стварно збор за еднаквост? Затоа тој концепт на правичност и праведност е тука клучен и можеби многу повеќе треба да зборуваме на таа тема. На правичност, да. И ние како лице в лице секогаш тргнуваме од граѓанската одговорност. Свеста кај граѓанинот, што јас како граѓанин морам и треба да направам за да променам нешто. Не можам да чекам и да решам дека МВР треба да го реши тој проблем. Тоа не е моја работа, тоа е работа на пример сега на таа и таа институција. Ако гледам дека имам решение, ако гледам дека можам да придонесам кон нешто, треба сериозно да се заложам за тоа. Зашто што ако сите чекаме на некој друг, ништо нема да се промени никогаш, така? И некако мислам дека како општество можеби малку имаме, не малку, сериозна недоверба имаме кон институциите, тука спомнах тука се и корупцијата и тие практики кои што нели се можеби чекори кон демократското општество кои што треба веќе да ги надминеме. Меѓутоа прво место ми е граѓанската одговорност и свесност. Никогаш да не го различуваме, едно до друго да се помагаме. Денеска вие на мене, утре треба и јас за вас да помагам нешто. Ако веќе е јасно и дека веќе се утврдени тие европски вредности, дека нашиот единствен пат кон подобар живот, единствен пат кон иднината е членство во таа европска заедница, тогаш мораме да ги почитуваме истите вредности кои што ги почитува и таа европска заедница и на кои што таа настојува. А тоа се истите вредности кои што ние сме успеале да ги сочуваме како еден простор наречен Македонија и сега држава Македонија. И тоа е единствениот пат, затоа што само правење една таква разлика, почитување на различностите на секоја една мала група, составен дел на таа држава, како што и Европа ги почитува сите различности на сите незини членки држави. Политичко уредување, јазик, култура, економија, така и ние мораме да ги почитуваме тие вредности, затоа што тоа е гаранцијата на некаква си на безбедноста, на иднината на нашите деца и на нашите генерации. Duhet i ruajmë vlerat të cilat i kemi. Të drejtat e njeriut janë absolutisht prioritet për çdo shoqëri e cila don të jetë demokratike dhe e cila don të përparojë. Nuk ka përparim nëse në një shoqëri keni njerëz të cilët janë të pakënaqur me të drejtat e tyre dhe me realizimin e asaj që janë dhe asaj që duan të jenë. Mu për këtë shkak duhet t'i ruajmë këto vlera, t'i respektojmë maksimalisht të drejtat e njeriut dhe të tentojmë që të gjithë njerëzit që jetojnë në këtë shoqëri të ndjehen komod me gjendjen e tyre dhe të ndjehen krenar për atë se ku jetojnë dhe çka janë ata. Kjo është rruga e vetme drejt përparimit. Nuk ka përparim nëse ju jeni mirë ndërsa fqinjët tuaj janë keq. E ajo e keqe herdo kurdo do të vijë edhe drejt jush. Për atë shkak të ndihmojmë njëri me tjetrin, ta respektojmë njëri me tjetrin dhe të ecim bashkë përpara. Комуницирам со голем број на мои пријатели, особено од областа на музиката, албанци, турци, бошњаци, со кои редовно и музицираме на домашната сцена, но и надворот од неа. И навистина тие разлики во воспитувањето, во негувањето на некои лични вредности ни помагаат да нашето ново дело, музиката која ја создаваме во тој момент, биде навистина поживописно и на полесен начин да го приближиме до публиката. Значи, ние можеби зборуваме на различни јазици и негуваме различни вредности, но во моментот кога создаваме уметност, тоа е нашата најголема придобивка, токму тие разлики. Пораките кои ќе се испратат особено до помладите генерации, веројатно еднаш за секогаш ќе ги отворат очите и на повозрасните дека ова општество заслужува вистински вредности, конечно да пркнеме надвор од тие ровови и конечно да се упатиме кон Европа,
затоа што сметам дека да се направи разлика и да се почитуваат различностите е единствениот модус овие нови деца, овие млади генерации да создадат едно поквалитетно општество со кое ќе се гордеат и нивните родители, но и нивните деца. Јас сум Џамбо Агушев, почитувајте ги различностите. Човечката цивилизација е исполнета со различности. Таа е составена од различности. Во денешниот свет на неограничени можности, секој човек, без оглед на околностите во кои се наоѓа, може да се издигне и да ги прифати различностите како непроценливо богатство. И така, и тој, таа или тоа да стане дел од тоа непроценливо богатство. Иднината не е монохроматска, таа е разнобојна. Овој документарец е сведоштво за тоа. Бидејќи јас сум растена во мултиетничко семејство, дедо ми беше турчин, баба ми е влаинка. И ние имаме многу убава река во центарот на градот, како и што многу други градови ги имаат овие реки. Граѓаните направија една хармонија живејќи со покрај реката со децени. Мислам дека ова метафора може да се користи за нашите сограѓани. Не гледам зошто токму тие разлики во однос на етничката или верската и национална припадност и мноштвото на култури кои виреат во нашето општество треба да бидат проклетство кога може на нив да се гледа како на екзотика. Една потреба, еден порив да се истражува во нов, неоткриен свет кој само ќе придонесе за живописноста на животот кој тука го делиме сите меѓусебно. Vendi jon është një replik e asaj që është Evropa. Andej nga jemi nisur, atë veç më jemi. Evropa është një konglomerat popujsh, një konglomerat kulturash, një konglomerat traditash, i cili pati sfida shumë të mëdha në histori, lufta ndër veti, shumë viktima dhe gjeti rrugdaljen nga kjo situatë dhe tani është një strukturë e cila është bashk dhe e cila hapëron drejt një ardhmërie më të mirë për të gjithë popujt që jetojnë në Evropë. Различностите се огромно богатство на нашата земја. Мислам дека тоа е огромно богатство затоа што низ векови они дали имале среќа, дали биле толку мудри и паметни, успеле да го сочуваат она што е најдрагоцено, она што е нивни етникум, она што е нивна култура, јазик, обичаи. Секој етникум, почитувајќи ги другите, успеал да остане свој. Под исто сонце сме, под исто Господ сме. Само Господ што делил, значи, ти си турчинка, јас сум турчинка, ти си македонка, а исти Господ на сите ние. И сакам се, значи, до крај така да биде сите заедно. Јас никако не разделувам. И иднината така да бидат. Јас сум Џамбо Агушев, почитувајте ги различностите. Ah